море, ај, машала, машала, матура славам нашала. Весело, весело, полагачи на оро. Тој брат мора преработка да направиш за матурите, пошто обично свадбарски се песни, ко например она. Доста време кепнато дев, доста кецој двојки во дев. Или па например, спремај ме мајко за печалба, после средно Германија, експорт, импорт, диаспора, јас и мојата фамилија. Така некако беше. Истина го и размисли човек, мора нема за матурите песни. Тие се свадбарски, освен ако немат измислено некој, може да и не сум во тек, јас не викам не. Едино што ми текнува е она што пеат на 200 години матура. Не дај се генерацијо или како и да беше. Тие од 30 души во класот, 3000 души во школото, 5 души вкупно се дојдени. И тие два имат дојдено кој со обавези, кој го чека пијачката во друга кафана, не може да знај. Казиното го чека, се ги чека. Како ше тие суше, не дај се генерацијо ќе му пеат. Нема проблем. Го врти случаи годинава дојдоа матури. И мислам дека после свадбите редно и за матурите да направиме муабет. Така, ами шо, дај да пуштиме шпицата, да му влезиме на муабет. Ајде бате, пуштај. Не знам оти, ама последно ми се чини како да нема некоја толкава голема еуфорија за матури. До душа може да јас не сум во тек, може да има, не знам, до лани трчавме, сликавме луѓе таму, правевме награди, нешто доделвавме чуда. Макар што и тогаш не ми гледаше некако како до толку да е порано, знаеш ти што значеше матура, бе? Тоа беше страшно нешто. Не само родители, туку цел град слегваше долу, матурантите ги види. До душа треба се качваш она муџенем обично. Може да зато помалце од луѓето, не знам, не ме фаќајте за збор. Там да речем како и за многу други работи ми се чини порано како поќе галама да имаш, а може да и ја стареам. И то не е далеко од вистина. Дефинитивно е важечка опција. И сега ќе почнам и јас ко старите напред на времето. Губевни ние матуранти. Обично матурите се праја негде околу Широксокак во тие ресторани, тука во градот да биде. И ние музичко ко музичко, цела генерација бевме 30 души, ни 30 не бевме на крај, ама тука негде беше бројка. За разлика од овие големите училишта што имат по 200-300 луѓе на свадба луѓе што. И нас стално не собираше во некој помал ресторан, не ни требаше свадбена сала, пошто нема потреба, така тие сме луѓе. И до душа порано и беше некое достигнување да стигнеш до матура, пошто многу луѓе после матурата и не праја ништо, туку почнуваа со работа од денешно време, толку многу луѓе имат факултет завршено, што покери факултето не е некое достигнување, камоли матура. Ама добро, ајде, ке речиш полнолетство, влегваш во сериозни води тука, како возрастна личност да не речем. Ени сериозни води што влегваш, бебате, како ти кажеш. Сега да бидам искрени, мојата матура кој беше не бе во некоја еуфорија. Дали дека ние од музичко никогаш не сме се замарале со површни работи, не знам. Ама ми се чини дека сите околу мене беа во поголема еуфорија од јас што. Моите брзат да најдиме костум, да видиме негде ова, она, мене ако ме оставиш јас последниот ден ќе се облечам. Ајде костум се најде, чевли, патики што да се носи, кошула некоја ова, она, фризура. Јас подучен од моите претходни грешки во животот, како на пример за полуматура го правевме муабет лани, кај што дозволив други луѓе да ми кажуваат за фризурата и на крај вака излего. Овај пат си ојдов си истрижав кратко како господин. Што ќе се замарам ваква да била таква, не може никаква биди, каква што е таква е косата, тол. И раат глатава. Па му бувнав 1 кило лак, не дека не, такви беа времињата, клававме гелој, лакој, восоци, јаве. Мислиш последно е море. Пегли имаме купвано мажи да ги пеглавме косите едно време. Господа чува, кој ми текни колку ми е рајат вака во животот, бај. И се имаше луѓе што се замараа, ќе викнат свирачи, ќе земат кола, некоја со колата со се свирачи, ќе одат ова, ќе направат, она ќе направат. Јас дојде дено, клавам панталоните, клавам кошулата, завиткувам ракајтот и не можам да трпам рака. Не знам дали имате приметено, треба не знам колку ладно да е минус 50 онаму за да стојам со ракај. И нормално кладов кошулата и си засуквам ракајти, ете оттаму мајка ми, немој ќе истуткај. Јас застанав вака со рака. Немој, ама немој да ги засукваш, немој ова да правиш, пази оно ти ќе истуткај. Ќе истуткам? Добро, вадење кошулата, вате, ојдов си зедов една бела мајца со нешто беше на неа, не знам со шо беше, си ја кладов, си окладов сакото, прлив чевлите, си кладов бели патичи на нови гланц и му реков вака ќе од. Ме виде, татко ми. Ерес, како може костум со мајци, со патика, костум без чевла, ти готов? Сите закони ги прекраши ова, невозможно. Јас му реков тачно, не сум џаве уметник во веко. Го запаливме спаркчето, ме однесоа в центар кај што беше галамата, тука во еден од тие рестораните што се на Ќошо. Некој од гимназите
праеше матура. Јарно, ама никој не му каже на тие од гимназите дека ова детето е свира и дека и татко му и дедо му се свирачи и дека се од Набајр одозго. Што значи сите тие свирачите од Набајр кога ќе ги видат, ќе се свртат на кај. Ни да ги бараш, ни да ги викаш, ти знаат луѓе. Што ќе му свири на некој таму, ќе дој кај комшијата, ќе свири кај колегата. И сите излегват од скапи коли од ова, од она, Виктор излегва од спаркчето, се вртат сите свирачи кај Виктор. Пала моли, не испратија мене до другото ресторанче, си се почастивме, си се поздравивме, си продолжија таму луѓе. Молим лепо бат. И не знам за другите генерации од музичко, ама нашата генерација ми се чини никој не се замараше со матура. Дали дека полагаме испити завршни, па испити приемни, па полагавме матури таму, па чуда, дали дека сме уметници, дека не замарат такви работи, не знам, ама мислам дека музичко секогаш биле најлабави во тој поглед. Јарно, ама зато сите останати. Како ќе дојдеше матура, хаосо почнуваше бат. Сега како и во сите останати работи, така и во матурите, нормално има разлика меѓу спремањето на мажите и на жени. Не памтам дали лани правевме муавет, ама не е битно, чим јас не памтам, веројатно не памтите и вие, пак ќе си го направиме муавет. Што знаеш, може нешто ново ќе кажам во веко, не може да знае. Или ако има некој маж да ги изгледа сите 300 и кусур епизоди досега што ги имаме направено, па нека сподели, нека кажи, може да се повторвам, не знам. Мислам дека не се повторвам, ама еве, нека ме поправи некој. Маш како се спрема за матура. Ника го брат. Тој седи игри дома, му влези мајка му ќе чапни за бабка. Стамбај ѓубредно, треба костум да купиме, матурата ти дојде. Ко ти реков ко беа ефтини она му ноември, декември да купиме, ти не сега, од скапите треба. Ке ме умрите, ке ме запусти. И тој буквално како искаран, мајка му ќе му речи тргај пред мене, и тој пред не оди, та по него го влечка, ајде влези овде. И цело време дур пробвате, мајките нервозни. Чудо некој. Пробај го овај црниот. Запетлај се убаво догоре, запетлај се. Да не се знаело една машна да се намеси. А тоа таа страна како некој токмак застанат и мајка му го средва вака, го суредва. Мислиш последно. И што уште појави? Ти ќе пробаш некој што ти стои убаво некаде, ама ќе биде тропоскап, што е нормално. Затоа ти стои поубаво. Јарно, ама родителите обично ги неќат новите стилови, ги сакат стилоите од нивното време. Што значи мајка ти ќе бендиса некој од нивното време што бил убав, без разлика дали е со пошироки пантолони, дали кројката каква, оти тие гледат на други работи. Тие гледат дали е убаво сошиено, дали клапнува негде, не клапнува, дали се познават некои онакви поракај, прабој по чуда. И не гледаш дали се познават, ти гледаш убаво да ти стои некако на телото, ти легни убаво. А не знаеш дали ти легну убаво или не, пошто прв пат во веко костум клава. И плюс тие што легнуваат убаво се поскапи, нормално. Тие што ги гледаш што ви се во буџето влезени, не легнуваат толку убаво, или ако легнуваат нешто имат порабојте, нормално. Ама не, мајка ти нема да го бендиса тој ти што го бендисува, ќе бендиса некој друг. И ќе се убедвате цел ден кој е поубав костум. И на крајот ќе те прашат тебе што сакаш и са ти си избунет. Ти од кај знаеш кој костум е поарен мор? И ќе му речиш не знам и така ти го одбери тој што е нели поубав. Здравје да си го носи. Мамичка кои те строса имате напред. За мене единствена полоша опција од тоа ако матуранто има некоја женска, некоја долгогодишна врска, од прва година се заедно ти. И се четврта година тука е негде ја ќе се скарат, ја нема да се скарат. И суково отиди кој почни да се барат алишта за матурата. Пошто мамичка сака синчето си го облечи, арно и женската сака дечкото си го облечи. Кој е тој да слуша мајка му? Која е таа што го има родено да ја слуша? А па мајка му од ова страна си вели, која е па таја некоја, јас му сум мајка? Која е таа што ако е заљубен тој? И тука ако се судрат тие две работи, бе бате, здравје си го носи матуранто. Како сакаш сврти, а греши работата, ама добро бе, за умо нека ќе научи живото како оди. За разлика од мажите што многу неќат да се дотерват и да се замарат со такви работи. За жените ова е еден од тие моменти што ги уживаат во животот. Море ќе одат во други градови, во други држави, фустани ќе барат уникатни да бидат. Море со мајка му, со другарките, со ова, со ќе бара, ќе тарашва по интернет и ќе шијам, не шијам, ваква панделка ќе клам, такво на раката ќе клам, ципела ваква, чанта таква, па после на сред вечер ќе се преслечам, ќе измислуваат некој, бе ти мислиш готово море. Ова е облекувањето и готово живото, тоа е. На крајот на денот, кој ме прашва така? Најбитно од се кој што рековме никако исти фустани. Значи ни подразно исти тоа е најбитното прашање влекви дали го има некој овај фустан купен. Го има купено некој овај фустан, го има? Ами го има. Од кој училиште? Извичу бе, не треба евиденција да водиме кој од кој училиште купува што фустани. Па ќе закажват фризура ваму, шминка кај жена му на Виктор, море ногти кај не знам кој, епилација, абе шо не море, све. Па уште ако се погоди мајка му поќе кефој дека таа матура завршва од ќерка му. Тешко на татко му. Не знам дали приметивте во сите муабети и матурантите и матурантките одат со мајките купват, никој со таткото не оди. И оти ќе речи. Оти дури овие трчат по продавници, некој треба да заработи за тоа што ќе го купат. Пошто дотогаш во веко најбитно
најбитно него му било да се врати од работа, ракичето, салатичето, пивцето, никому ништо, така. Да се има за мевце, за пивце доста. Јарно, ама сега треба се потроши некој динар, ето така. После тоа ќе речи сакам на факултет, ваму сакам таму, да виш како се крева притисок, што сакат мислење некој работи по совреме, ама знаеш како? Кој те прашва така? Сакал некел ти мислел, не мислел, ки си направи. Сакаше дечиња, нати дечињавате. Од сапаната му се што треба, тоа е. Нема пивце, ракија пој. Макар што каков народ сме за пивци, за ракија, секојаш ќе наим. За другото како бил. Ама ајде да не навлегвам на тата емоти, многу осетливи ми се луѓе. Не дај Боже да гибниш цигари, пиво, ракија, нешто што пијат, што јадат секој ден, готово. А усче прави. Мислам дека доста е коза денес од матурантите. Здравие Боже, ќе се видиме ние пак во петок со истата тема, да присобериме малце материјал че вакаме, сваѓа. А дотоаш ви останете на нашата програма. Договорено? Договорено. Ајде за поздрав, имајте убав ден.